Дозволете најпрво да искажам благодарност до председателот на Општинскиот комитет Емил Спасовски за фантастичната организација на овој прекрасен настан. Дозволете да се заблагодарам на топлиот прием од сите кривопаланчани овдека. Благодарност за се што правите за ВМРО-ДПМН и на Унијата на жени, и на Унијата на млади сили, и на Патриотскиот институт и нормално најзаслужите на Унијата на ветерани. Од срце благодарам на сите структури за се ова што го правите и во Крива Паланка и во Република Македонија. Почитувани мои пријатели, Паланка била победнички општински комитет и она што со сигурност веќе од вечерва можам да го кажам е дека Паланка се враќа на старите победнички патеки и Паланка ќе биде во редот на сите општински комитети од победничкиот карван на ВМРО-ДПМН. Победата се гледа, победата се чувствува, победата се мириса. И нормално е кога добиваме сигнали од народот, кога добиваме сериозни анкети кои што велат дека ВМРО-ДПМН е близко до 61 пратеник, да направат се да ја намалат таа победа. И верувајте, тоа најмногу му одговара на ДУИ како главна политичка партија во владата во Република Македонија. Затоа што ДУИ е јак само кога на маса може да уценува. Затоа ве замолувам, не се работи за поединци, не се работи ни за ВМРО-ДПМН. Идниот период се работи каква Република Македонија ќе имаме во иднината. Дали ќе имаме уценета, понижена и погазана Република Македонија како што имаме овие 7 години, или ќе имаме победничка, горда, храбра и економски развиена Република Македонија каква што само ВМРО-ДПМН знае да ја направи. Тоа зависи од секој еден од нас и овдека поединечно и сите оние кои што нема можност да бидат тука. Дозволете да пренесам и топли поздрави од генералниот секретар на ВМРО-ДПМН, господинот Ѓорѓе Сајковски, кој што оправдано не можеше да присуствува, и нормално да ви пренесам подршка и поздрав топол братски од председателот на ВМРО-ДПМН, идниот лидер, идниот премиер на Република Македонија, господинот Христијан Мицкоски. Ке се запрашате зошто токму тој во овој период е главниот во кој што се удира и во кој што се обидува да се раздури ова единство и ова сила која што постои во ВМРО-ДПМН. Затоа што, за разлика од некои други, за разлика од некои претходни раководства на ВМРО-ДПМН, Христијан Мицкоски не прифати да прави задкулисни коалиции. Христијан Мицкоски не прифати да прави задни договори со цел штета на интересите на македонскиот народ. Ете затоа удараат по Мицкоски, мислејќи дека ќе го оспават ВМРО-ДПМН. Затоа се голем аплауз. Те ми спратиме порака на сите тие дека ВМРО-ДПМН никогаш не било поединствено и дека ВМРО-ДПМН на следните избори не само што ќе победи, туку ќе ги прегази сите заедно на купче. Од ДУИ, од Нова Речица, преку Скопје до СДСМ, до Будимпешта и сите оние кои што сакаат да ја направат штета на Република Македонија. Ви благодарам на сите за подршката на ВМРО-ДПМН. Да живее Крива Паланка, да живее Република Македонија, да е вечно ВМРО-ДПМН. Благодарам.